И време за тема на денот со председателот на Алијанса за албанците, доктор Армен Таравари. Добро вечер. Добро вечер и благодарам за поканата. Господине Таравари, вие доаѓате од Гостивар, градот кој што во кој здравјето на луѓето и животот на жителите беа сериозно загрозени од епидемија, од присуство на ешерихија, коли и други бактерии во градскиот водовод. Имаме една интересна ситуација кога институциите веднаш реагираат, приведени се првите луѓе на јавното претпријатие Комуналец, но еве СДСМ поднесе кривични пријави за министерот за здравство, директорите на АХВ, ИЈЗ, ИЈЗ Тетово, но не и за вашиот кандидат и актуелен градоначалник на Гостивар, Валбон Лимани. Треба ли тој да понесе одговорност? Апсолутно не. Значи, градоначалникот нема врска со функционирањето на јавното претпријатие, освен што именува директор. Значи, таман работа еден градоначалник да знаеш се што се случува. Меѓутоа, ја за јавност, прв пат настапувам јавно, одлучивме како партија за во интерес на истрагата, да молчиме, да не зборуваме и се да речам, да не кажеме ништо против. Ајде, повелете, зборете. Првата информација која што беше бомбастична на 17 јули, 18 и 19 јули беше дека во водоводната мрежа во Гостивар е поврзана канализација, што нема врска. Преку пумп. Значи, во Вруток воопшто не постои канализација, значи, тоа е пропуст пумпата. Пропусти на 24 или 25 јуни од јавното претпријатие кажано е дека не треба да се користи водата, што е апсолутно пропуст. Меѓутоа, би сакал за граѓаните на Македонија да знаат што се случувало. На 28 јуни испитаната вода во сите чешми во Гостивар е уредно физички, хемиски и бактериолошки. На 13 јули повторно е сите чешми се чисти, бактериолошки, физички и хемиски. На 17 јули, кога настанува ова комплетно, во чешмите во Гостивар само во една чешма е констатирана, во една населба во Гостивар, бактерија, и тоа е екстремно ниски концентрации, меѓутоа не е дозволено воопшто да има. Меѓутоа во другите две чешми воопшто нема. На 28 јули повторно бактериолошки, физички и хемиски водата е комплетно чиста. Значи во чешмите. Сакате да кажете немало ешерихија коли во градскиот водовод? Видете, јас очекувам резултатите да излезат. Овие резултати што ги имам од јавното претпријатие, овие се што ги кажувам. Вака ми се кажани и вака ги кажувам. Значи, има една информација од вчера, која што заобиколувани сите портали и медиуми. Од 1 јануари 2026 година до некаде крај на јули направени се 310 анализи на водата во чешмите во Гостиварско. И слушајте ме внимателно. Од овие населени места, од 10 што се набројани, 8 не се во Гостивар, не се во општина Гостивар. Ма тие се сите дел од водоводот. Не, воопшто не се. Значи, Галичник не е во општина Гостивар, е во општина Мавро, Добри дол не е во општина Гостивар, е во општина Врапчиште. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека имаше страшна негативна енергија да се прикаже во Гостивар дека е направен голем криминал. Во меѓувреме, јас сум многу среќен што немаше ни еден комплициран случај. Добро, сега да прашам, ако имало една бактерија или како што велите. Да не зборуваме за починати. А знаете вестите како беа? Ако имало закочани 1000 вести, за Гостивар имаше 1800. Добро, од каде 4000 луѓе со стомашни тегови, како што е констатирано? Ајде и тоа да објасниме. Видете, половина од градот во Гостивар не се снабдува од водоводната мрежа. Највише пациенти имавме во региони кои што воопшто не пијат од водоводната мрежа. Например, во овие 10 населени места се две само гостиварски, тоа е Вруток и Дебреше. И Вруток не користи вода од водоснабдителната мрежа, ниту Дебреше не користи од градската мрежа. Сакам да кажам дека повеќето колеги во Гостивар кои што работат со пациенти инсистираа дека треба да направите копрокултура, ова е повеќе вирус отколку што е бактерија. Значи, во
3-4 анализи. Едната приватно ние ја направивме како општина и ги доставивме до јавното обвинителство. Повторно, само во една чешма, во истата населба, водата е загадена со ниска концентрација на бактерии. Кога зборувате чешма, јас зборувам за водовод, нели? За да направиме водовод, да. дистинција. Како е можно, прво, целиот водовод, од тие пациенти што ги снимавме, луѓе што се пожалија, пиеле од водоводната мрежа? Само да расчистиме, има полно пациенти кои што воопшто не користеле и имале симптоми. Валентин, знаете како е? Во Гостивар минатата година и оваа година прегледани пациенти 4700-800, оваа година е само 18% повеќе од колку минатата година. На едно прашање на градоначалникот во штабот на кризата до директорот на болницата, дали овие пациенти што се бројчано 140, сите се со гастроинтестинални тегоби, одговорот на директорот е не се сите со гастроинтестинални тегоби. Ајде да споредиме, тоа се информации од јавен карактер, да земеме од сите општини за месец јули, ја колку што имам информации, во Тетово првите 15 дена од јули имало околу 1500 пациенти. Ајде да споредиме во сите општини, од летни месеци обично има и вируси кои што се контагиозни доста, кои што се прошируваат веднаш, кои што може да бидат причина за гастроинтестинални тегоби. Меѓутоа, јас воопшто не мислам дека водата, односно хидричната епидемија, да речеме, дека е причина за толкав број. Знаете како? Од 90% на пациентите не користат воопшто антибиотик. Знаете, само се идрираат и се враќаат дома и не доаѓаат втор. Кажете ми зошто тогаш општината, градоначалникот, вашиот градоначалник, јавното предпријатие не ги објавува податоците и по повикот на и министерот за здравство и на премиерот, зошто не ги објават? Видете, тие внимаваа во почеток да не пречиме на истрагата. Ама еве сега цела недела поминат. Јас не сум ги видел резултатите. Меѓутоа ми испратија извештај од сите чешми, ние користиме вода од чешма, не користиме од цевка на водовод, од чешма користиме. Само во една чешма, во една населба е најдена само еднаш бактерија која што се колиформи, многу помала концентрација, например, отколку во Лешов во болница. Таму е 3-4 пати. Дилемата. Еве, вие сте му председател практично на градоначалникот, можете да му кажете за да ги се расчистат сите дилеми, да ги објави резултатите? Ја мислам дека градоначалникот вчера имаше еден настап во една национална телевизија и дека кажа дека наскоро ќе ги објават резултатите. Добро. Сте биле и самиот градоначалник на 6,5 години. На Гостивар, министер за здравство, значи од двете страни имате ингеренции. Некако ми е чудно, дали е можно Лимани да не бил запознат, да не издал одобрение, согласност, да се активираат пумпи што ќе внесуваат вода од Вардар во цевководот главен, односно во водоводот на Гостиварчани. Ете, јас јавно кажувам, 6,5 години бев градоначалник на Гостивар. Сега прв пат видов кај е каптажата, односно кај е резервоарот. Значи, со сите обврски што ги има еден градоначалник, таман работа да може да стигне секаде да биде. Вие како би реагирале да дознаевте дека такво нешто би направиле од јавното предпријатие? Тоа е пропуск кој што не смеело да се направи ниту за експеримент за еден или два дена. Тоа е пропуст. Добро. Може ли случајот Гостивар да остави последици на вашата коалиција со ДУИ со оглед на заедничкиот настап на локални избори и голем број од нивните членови симпатизери во локалната самоуправа каде заедно освоивте мандат во коалиција? Видете, ние воопшто не сме врзани со ДУИ, ниту сме нешто дека мора да одиме заедно. Значи имавме една соработка за локалните избори, за парламентарните избори треба да се види во склоп на околностите како ќе одлучиме и како ќе продолжиме. Меѓутоа, ниту должиме на ДУИ, ниту ни должат и имаат обврска или имаме обврска да бидеме по секоја цена заедно во коалиција на наредните избори, било кога да се одржат. Ве прашувам зашто, еве слушаме, премиерот ја предизвикува, односно вели ако опозицијата не предизвикува и сака да одиме на предвремени избори, ние ќе одиме.
СДСМ ретерира, вели алиби нема да ја даде на власта да оди на предвремени избори, од Дуи велат веднаш да одиме, па затоа ми беше муабетот дали може да остави овој случај штета на Дуи, па тие поинаку да настапат на избори без вас. Ние реагиравме одма после тоа што кажа премиерот, дека и ние сме заинтересирани што поскоро да се оди на избори. На парламентарни предвремени. Сметате дека ќе ги има? Не можам да кажам, сум кажал неколку пати дека тоа е ексклузивно зависи од ВМРО ДПМН. Само тие имаат бројка 61 и кога ќе одлучат, како опозицијска партија, секогаш сме подготвени и спремни да одиме на следните парламентарни избори. Ви велам, ние би посакали да бидат предвремени, меѓутоа, и ако се редовни, тоа е април 2028 година. Значи, една година е разликата помеѓу предвремени и редовни избори. Имаше една интересна изјава на коалицијскиот ваш партнер, на лидерот на Дуи, Али Ахмети, сепак како носечка партија во таа коалиција, дека размислува да даде оставка, се отворија шпекулации за голема битка за превласт помеѓу Бујар Османи и Артан Груби, кој што се врати од бегство во земјава. Па, што мислите, како може да заврши тој случај? Да ви кажам искрено, тоа е работа на Дуи, воопшто не ме интересира, тоа се внатрешни работи на една политичка партија, така да ние си ја гледаме нашата работа, се реорганизираме, се реструктурираме и нормално и ја гледаме работата на нашата партија. А ви интересира ли што може да открие Артан Груби за да се врати наместо во затворски притвор да замине во домашен притвор и наместо за потешко кривично дело да биде сега обвинет за полесно кривично дело? Затоа воопшто не знам, немам информации. Немам информации за нешто што не знам, не би сакал да зборам. Немате информации или не сакате? Не, воопшто верувајте дека ние сме биле секогаш партија која што сакаше промени во албанскиот блок и сме многу среќни што од 2024 година Дуи си отиде во опозиција. И што Дуи сега полека се реформира, гледаме нови ликови и посакуваме да имаат успех. Меѓутоа, воопшто, никогаш не сме биле толку блиску до Дуи да знаеме детали и работи кои што се случувале во нивните редови. Какви ви се односите сега со Зијадин Селот, како ја загуби битката за партиското име? Ништо, ние, знаете како, ние сме партија во себе, имаме 3 пратеници, 2 општини раководиме, имаме 43 советници, во октомври треба да се одржи редовниот конгрес на партијата, така да комуницирате, може да се работка со него? Видете, луѓето кои што се наши членови на Зијадин Селан нормално комуницираат. Меѓутоа, јас и Зијадин не сме се видели. Има еден момент со две паралелни одбележувања на 25 години од подпишувањето на рамковниот договор. Едната владина манифестација на Камениот мост, другата беше во организација на Дуи. Дали бевте присутен на некој од нив? Не бев ниту на едната, ниту на другата. Зошто? Па жалам што, видите, Охридскиот договор, очекувањата беа огромни. Значи, 4 столбови на Охридскиот договор скоро ни една не функционира. Го слушав Фрчковски еден ден, вели кога ќе има еден договор, 25% ако се реализира е топ. Од тие 25% практично, ако се реализираат 7-8% е супер. Меѓутоа, 4 столбови што беа? Децентрализација. Ништо. Фискална децентрализација на општините. Ако судиме по случајот Гостивар, многу децентрализирано изгледа. Не, воопшто. Камо среќа, видете, во Гостивар 8 години владеа ВМРО и Алијанса за албанците. Зборувам за случајот. Традиционално е меѓу најтранспарентните општини, општини со најголем успех, општини кај што доаѓа полно други градови да видат проекти што се реализирани. Вториот столб е правична застапеност. Го гледате законот, кој што се носи еден закон, колку да се рече, ете, го носи. Значи, импровизација тотална. За правичната, за меритократија... Тој закон вела дека и Кренар Лога почнал да го носи идентичен закон. Видете, тој закон го почнавме јас и Арбен Фетаи, имавме драфт верзија која што се преиначи, се смени, на крај излезе продукт кој што навистина подобро да нема таков закон отколку да има некаква импровизација. Третиот столб е Бадинтер, која што гледате, некојаш се
злоупотребува, што не е баш добро, и четвртата е користење на албански јазик. Последните 2 години сите сме сведоци дека во одредени институции има тенденции што помалку да се користи албанскиот јазик. Ја мислам дека двата најголеми етнички заедници во државата, македонците и албанците, треба сериозно да размислуваат за нешто што е перспектива за следните 25 години или 20 години за државата. Според мене, Уставот од 1974 година е идеално нешто што треба да се применува во Македонија. Во која смисла тоа го мислам? Например, општини 1984 година имаме најголем, да речам, напредување на општините. Најголемо. 80 или 74 Уставот? За кој 74. Пардон, ако сум кажал 74. Општини, тогаш имаме напредување на општините. Баш како што треба. Беа бројчано помалку, меѓутоа функционални. И треба такви тенденции повторно да бараме да се намали бројот на општините. Тие да бидат функционални. Имате општини, 10 општини со 3000 граѓани. Имате 10 општини со 10.000 граѓани. Така да, ова треба да се размислува. Албанскиот јазик во Уставот 1974 година беше јазик официјален во Македонија, заедно со македонскиот и со турскиот. И на никого не пречеше тоа. И ни за други работи кои што сериозно како држава треба да седнеме да размислуваме секогаш за добробит на сите граѓани во државата. Ако има предвремени избори, ќе ги слушнеме сите овие пореки во кампањите. Армен Таравари, гостин во тема на денот, ви благодарам. Ви благодарам за можноста.